За градинарите почна новата сејдбена година. Експертите велат дека од ноември месец почнуваат подготовките и набавката на семенски материјал, во овој случај на зелката. Сепак, фармерите треба да бидат внимателни во однос на времето кога ќе почнат со сеење, бидејќи последните години се случуваат топли денови и во декември. Затоа што знаевме минатата година, голем број на земјоделски производители претераа, односно многу рано ја изнесоа зелката, дури на стално место имаше кај што над 60 и повеќе проценти ја изнесоа околу нова година пред нова година. А знаеме дека минатата зима беше релативно топла докај вакво топло необично време докај 10-15 февруари, што потоа дојде до пресекување и дојде до деформација, затоа што не е ладнолюблива, деформација, формирање на слаб квалитет на танарана зелка и нормално дојде до пад на цените и слаб откуп, што пак бевме сведоци, заради тоа и државата даваше помош на тие земјоделски производители кои што не добија економско исплатлива цена. Значи, уште еднаш, не брзајте, подсетите се пред 10-15 години, кога зелката на стално место се садеше од 1 до 15 февруари, а се сееше, обично ја сеја околу нова година, зависи од временските, односно декември, најчесто од 1 до 15 декември. Според Ивановски, најдобро е градинарите да почнат со сеење околу 1 до 15 декември, а во првата половина на февруари да ја засадат зелката на стално место.